пандемија, страв, неизвестност. 2020 година донесе многу кризи, од здравствени до економски. Вториот бран го разниша и така нестабилниот здравствен систем. По клиниките се бара кревет повеќе, а дефицитарни се и лековите за третман на коронавирусот. Официјалните бројки покажуваат дека во земјата околу 5000 луѓе секој месец ги губат работните места. Но не се сите погодени од пандемијата. Ако за некој значи криза, за некој друг вирусот значи можност. Додека останатите фирми ги бројат загубите, профитот на играчите на црниот пазар на лекови расте. Фавира може да се добие со кревање на 2 телефони на црниот пазар. Тоа е лек кој се користи за лекување на коронавирусот. На црно се купуваат и останатите дефицитарни лекови за третман на коронавирусот, како што се антикоагулантите. Понудата на црниот пазар не застанува тука. Маски, припакувани аспирини со непознато потекло, лекови од домашни и странски производители со поминат рок. Тука се и најпродаваните сексуалните стимуланси како Виагра, Камагра и Дегра. За контрола на лековите во земјава најодговорни се од санитарен и здравствен инспекторат. Оттаму потврдуваат дека има нелегална трговија на лекови, но посочуваат дека тешко се откриваат. Лек околу кој во последно време се креваше многу врева и кој беше предмет на илегално внесување од соседните земји, па и Турција, беше Веклури Ремдесивир. Владата на 16-тата седница, одржана на 27 октомври 2020 година, објави дека донела одлука за набавка на овој лек. Тој веќе легално може да се купи и е намален интересот за шверцување. Скуп контактираше тројца инфектолози кои работат во ковид центрите и тие велат дека лекот не делува многу врз пациентите болни од ковид. Овој лек пробувале да го користат пред 10 години за лекување на жолтица, но веднаш го isfрлиле како неефикасен. Постапката за легално купување на овој лек не ја знаеме. Се обидовме преку двајца матични лекари да добиеме ваков лек. Тие потенцираат дека не можат да препишуваат ваков лек. До сега не препишувале на ниту еден пациент, бидејќи од инфектолозите слушнале дека не е ефикасен. Се обидовме да го купиме од аптека, но ни рекоа дека само со рецепт може да се купи овој лек. Во официјален одговор од МВР вела дека последната пријава за илегална трговија со лекови е поднесена во 2016 година. Министерството за внатрешни работи има поднесено една кривична пријава кон крајот на 2016 година против еден царински службеник за сторено кривично дело криумчарење по член 278 став 5 од Кривичниот законник на Република Северна Македонија. Царинскиот службеник на граничниот премин аеродром Александар Велики пропуштил куфер со лекови кој го подигнал српски државјанин, а информацијата претходно била споделена од надлежните органи од Република Турција. Во последните 5 години не е споделена информација од друга институција за илегална трговија со лекови. МВР вели дека инспекцијскиот надзор на исправноста на лековите е во надлежност на Агенцијата за лекови Малмет. Од пред неполни 2 месеца на чело на Малмет е Лирим Шабани. Тој е фармацевт и добро ја познава институцијата каде и работел 4 години. Вели дека реагираат брзо за да се оневозможи некој лек да биде баран на црниот пазар, но потенцира дека нема пријави дека лекови се продаваат спротивно од нашите прописи. Пред околу 1 месец имаше голема заинтересираност од сите страни, почнувајќи од болници, од доктори кај нас во државата, да ние овозможиме интервентен увоз за Фавира. Лекот Фавира, кој што се користи при лекување на болеста од коронавирусот. Имаше неофицијално дека наши луѓе идат на Косово, купуваат лекови, ги шверцуваат кај нас во државата, иако званично до ден денеска ние немаме ниту една пријава. Агенцијата има сопствена инспекција која секојдневно оди по аптеки и веледрогерии, но не во доволен број. Сите аптеки во државата ги покриваат само 5 инспектори. Шабани вели дека Фавирата сега е легална и кај нас, со што се губи интересот да се набавува од црниот пазар на лекови. Освен тоа што е делокруг на работава, имаме додадено и ковид моменти да ги провериме дали луѓето чуваат дистанца при влез, при излез, дали се почитуваат издавање на лекови, антибиотици на рецепта, да не биде тоа лекување у своја рака и ред други активности кои што ги појачавме за 30-40%
повеќе и до ден денеска ние не сретнавме случај кај што има шверцувани лекови во смисол на фавира. Меѓутоа, имајќи во предвид оправданоста на лекот, барањата од лекарите, од инфектолозите, ние во најбрз можен рок ги свикавме сите наши комисии и наши точно одредени процедури, ги склопивме сите документи и доставија компаниите кои што беа заинтересирани, од која рековме дека се исполнети сите тие законски одредби, одобривме и лекот фавира веќе да биде легално кај нас и сведоци сте дека го има по аптеки и таму кај што ја апелиравме цело време тоа да не се користи у своја рака, дека мора да биде пропишано од страна на докторите и уште апелираме на тоа да не се нафатат пациентите, граѓаните у своја рака да одат да купат у аптека, него сето тоа да биде контролирано од страна на лекар. Иако бројот на пријави за илегална трговија со лекови е мал, официјалните статистики до кои дојде скуп покажуваат дека криумчарењето лекови е сепак честа појава. Од 2016 година па досега спречен е шверц на лекови во 49 обиди, при што се запленети над 120.000 парчиња лекови, ампули, стоматолошки и медицински материјали. Лилјана Живковиќ-Давидкова е шеф на службата за борба против економски криминал, оделение за истраги во сектор за контрола и истраги при Царинската управа на Република Северна Македонија. Таа вели дека во криумчарењето на лекови се инволвирани индивидуалци, организирани групи, но и познати фирми. Сакам да потенцирам еден случај кој што беше интересен во годинава и два случаи кои што се случија пред, да речеме, 2 години, кои што беа многу интересни случаи. Овој период е интересен не само за шверцување на лекови, него и на самите профитери да го искористат ова време за да профитираат екстра на сметка на здравјето и безбедноста на граѓаните. Актуелни се заштитните маски за една употреба, кои што заради ситуацијава се увезуваат малце поинтензивно почесто заради потребите на населението. И имавме една акција во која што откривме околу 15.000 заштитни маски за една употреба, кои што не беа декларирани на начин на кој што треба да бидат декларирани. Со тоа увозникот се обидел да ги избегне потребните царински давачки, но и не е тоа најстрашното. Она што е пострашно во случајов е да го избегне соодветното одобрение кој што надлежното министерство, зборуваме за Министерството за здравство, го издава на оне што сака да увезе лекови или било какви медицински средства. Тоа одобрение се издава токму за да се гарантира дека стоката која што е увезена ги поседува сите квалитети на она што треба да го има како стока, за да ја гарантираме безбедноста на граѓаните. Ова сите го нарекуваат матно време. Еве, ќе ја искористам и јас оваа прилика така да го наречам ова матно време, каде што се појавуваат поединци без разлика дали се тоа индивидуалци или организирани групи кои што сакаат да го искористат. Потеклото е од Кина, да. Во постцаринска контрола ги откривме при контрола во магазински склад. Нормално, против правното лице се преземени соодветни постапки во рамките на законите. Маските се, разбира се, привремено задржуваат од страна на царината и во текот на постапката и со одлука, или по завршување на целата постапка, тие трајно се одземаат. Додека организираните криминални групи наоѓаат разноразни инвентивни методи за да ги внесат нелегално количините на лекови во земјата, фирмите често го прават тоа со паралелен увоз на лекови. Наоѓаат трети земји кои произведуваат за познати фармацевски компании, ги препакуваат и ги пуштаат во оптек. Арафат Муареми, директорот на финансиска полиција, вели дека утврдиле неколку случаи на паралелен увоз на лекови, главно од Турција, но потенцира дека е тешко да се докаже препакувањето. Пред 2 години ние работевме предмет кај што добивме пријава за паралелен увоз на лекови. Тогаш пред 2 години ние почнавме со истражување, опфативме 3-4 компании кои што имат право на увоз на лекови и паралелен увоз на лекови од други земји од производителите кои што се поточно од Европска унија, а паралелен увоз се прави надвор од Европска унија. Истите лекови меѓутоа од трета земја. Утврдивме неколку такви увози
И за истото беше известено јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кој што понатаму мислам дека ја префрли да се работи во МВР. Поголемиот дел на увозот беше од Турција. Тогаш во таа истрага нивното образложение беше дека ние како мала земја, доколку вршиме увоз директно од производителот, не можеме да набавиме, например, со милиони и милиони лекови. А со самата количина која што е намалена, нели, при набавката, е различна цената на набавката. Турција како земја има набавки поголеми, и тоа со милиарди, кои што нормално има разлика во цената на набавката кај нив. И со тоа после тие ги продаваат кај нас со намалена цена. Тоа беше образложението на увозниците на лекови. Последно време се објави од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција дека отвара таква истрага токму за тие лекови. Тоа тешко да се докаже, тешко да се докаже бидејќи ние не сме експерти во тој дел, меѓутоа на утврдување дека дали лиценците за увозот на такви лекови од страна на набавувачите од Турција се веродостојни или не, тоа баравме да се утврди преку меѓународна правна помош, односно преку Интерпол и така натаму. Пандемијата со COVID-19 предизвика и паника кај голем дел од населението, па граѓаните почнаа да земаат антибиотици на своја рака и во големи количини. Со паниката започна и шверц на лекови кои се дефицитарни во земјата или пак се уште не се одобрени. Доктор Никола Пановски, професор на Институтот за микробиологија, предупредува на опасноста од неконтролираното и непотребно земање антибиотици. За жал, луѓето почнаа да ги даваат и на здрави, да ги земаат сами, па докторите да препишуваат, специјалистите да ги предлагат, така да испадне на вистина непријатна ситуација. Да јас сум многу разочаран од огромниот број на лекови кои се потрошија, 10 пати поголем од бројот на позитивните за ковид. Значи еден парадокс кој е невиден и јас не можам да го објаснам. Да се препишуваат и тоа да се препишуваат двојни дози. Значи се злоупотребува фактички една општа хистерија и паника. Не знам како да го објаснам тоа кое се уште трае. Во моментов лековите ремдесивир и фавипиравир, односно фавира, се шверцуваат од Косово. Според анонимни извори, зависно со тоа колкава количина се набавува, цената за едно пакетче може да достигне до 500 евра, а може да се најде под тезга во некој од аптеките во Приштина. Значи ремдесивирот е лек кој се шверцуваше, кој сега е набавен и пред се би требало да се дава во болници. За тој лек Европска унија купи лек од америчката фирма, американската, за милиарда, ние не знам точно колку, меѓутоа не е милион, нешто помалце. За потоа Светската здравствена организација да излезе, иако ние кажувавме дека нема податоци дека тој спасува животи, да каже официјално кога се потрошија париве дека тој е неделотвор. Сем за фавипиравирот кај што по социјални мрежи се продаваше, се кажуваше и цена и така натаму. Луѓе одеа во Косово купува, па и ремдесивирот претходно. Дека не се кажа дека не е тоа што пишува дека е. Но што ќе се случува со вакцините против COVID-19, која кај нас се очекува да дојде во март? Колку може да се очекува дека таа ќе биде безбедна и дали со количините кои се планираат да се набават нема да покрие задоволителен број граѓани, па и за ова ќе се тргне кон илегални набавки? Таа испитана на илјадници луѓе, 30-40 илјади, не само таа, имаме 10 вакцини, а ќе имаме преку 50. Сега има 10 што веќе почнаа да се употребуваат. Така да на еден начин не е добро што подоцна ќе дојде, меѓутоа од друг начин рачуне дека во март има можеби едно 100 до 200 милиона вакцинирани и тоа веќе е бројка. И ќе знаеме на што сме. Сите 400.000 се обезбедат и доаѓаат континуирано. Има кај да се чуваат. Надевам дека ќе има добра организација и што побрзо да биде опфатот. Побрзо да се вакцинираат луѓето. Годишно 80 милиарди долари лекови се продаваат ширум светот како фалсификувани. Република Северна Македонија не е исклучена од овие трендови. Интерпол предупредува за опасноста мафијата да биде инволвирана во нелегална трговија со вакцини или пак фалсификување на истите. Експертите се децидни, институциите да ја подобрат координацијата, а властите да покажат поголема волја за сузбивање на организираниот криминал, особено кога се работи за здравјето на луѓето.